Кого се треба да почестиш за раѓање дете? Каде да ургираш за прием во градинка и училиште? Како би изгледало патувањето во Вселената ако политичките партии од земјава одлучат да ја освојат планетата Марс? Преку интерактивен стендап перформанс, актерот Маријан Ѓоргиевски 20 на минути ја анимираше публиката пред школка во градскиот парк во Скопје. Темата беше широко распространетата корупција во општеството, а настанот се одржа во рамки на фестивалот наречен "Не е веќе смешно". Драги мои пријатели, мито и корупција, да речиш во Македонија, то ти е нешто што си го носиш од роѓење. То ние не го разбираме како нешто са мито, корупција. Тоа е една способност што разбиваме сите овие години. Тоа е способност што има македонецот во себе. Таа способност се вика снајди се. Еве, син ти се раѓа, на пример. Одиш болница, чека, жена ти кањат нозете, брка работа, таму све сите работи, данки издегува. И во еден момент издегува сестрата. Ти прво што правиш, вадиш 100 евра. Очо ти е кеф прво. Тај кој ќе ти речи, замотана папочната врвца му беше околу братот, јас го спасив. Уште 100 евра плюс. Значи па да, сакаш да се отстрамиш со жената. Ти помогнала. Од тука почнува моментот. На антикорупцијскиот фестивал свој стендап настап има и актерите Бојан Велевски, Јован Цветковски и Надица Петрова. И ми викаат, не на ставнички, на македонски веќе не се модерни, сега ние на англиски учиме. На англиски ќе ти кажеме, ние имаме брзозборка на англиски јазик. На TikTok ја има. Овие англиски ко Заев да ја пишувал. Вака е. Ова треба да го запамтите ако сакате да сте у тек. I know study, I know care. I go marry millionaire. If he die, I know cry. I go marry another guy. Абе, шо правиме бе со децава, бе? Од мали ги учиме на корупција. Еве, последно читам некоја статија, вработени во Врховниот суд, се фатени како примаат награда. Награда. Од кога бе го сменивме бе тој збор бе награда? Дел од граѓаните кои случајно го забележаа стендап шоуто на комичарите останаа да го изгледаат докрај. Баш реално ја осликува ситуацијата како што е на хуморен начин. Челки сега во пеперутки. Што мислите ви? Колку е таму се прават најсериозните колку навлезена корупцијата во општеството? Во светот во тие групи во градинка секаде много. Зашто треба? Па то тебе кај сите да преработи таа совест, дека шо да се кради, зашо, од кој крадиш, од народот, тоа е наш народ, ние сме тука сите за да живееме подобро, не да си правиме кражби зло. За градежен инженер, например, тие негде, не знам, 5-6 илјади евра. За темите актерите велат дека се подготвувале од предходно. Дел од настапите веќе ги објавиле на YouTube, но имале и импровизации во зависност од тоа како реагира публиката. Исто на темата се инспирирав, гледав нешто да видам мое. И да, мене ми беше инспиративно баш поради тоа што работам со деца. И како различно ги воспитуваме сега децата. Баш буквално ги учиме на корупција. На многу несвесно ниво. И тоа сакав да го кажам на некој, нели, смешен начин. Брз кредит да почастаме едно друштво. И за Ѓоргиевски изборот на темите бил голем предизвик. Внимавале доследно да ги прикажат болните точки во општеството, поврзани со менталитетот на граѓаните. Имавме неколку состаноци да ги дебатираме тие теми и да размислуваме дали овој материјал и овие работи кои што ги користиме за време на настап, луѓето ќе ги доживеат како хумор, како забава или ќе ги погодиме во некои болни точки каде што можеби малку ќе го почувствуваат како некаква критика. Но предизвикот на стендап комедијата како жанр е многу интересен затоа што стендап комедијата во основа е да коментира и да критикува. Ние како општество исто сме навикнати на еден хумор кој е сакаме да се смееме, ама секогаш на туѓа сметка. Сакаме да се смееме, ама да не сме ние поврзани со тоа. А баш оваа тема, мито и корупција, е тема која што ја живееме од најмали нозе, од запишување во градинка до барање на наставничка да пишува поголема оценка за детето и така натаму и така натаму. Настанот се разбира не беше спонтан собир. Го организираше Младинскиот форум за соработка. Задоволни се од реакциите кои успеале да ги предизвикаат кај присутните. Добивме одлични повратни информации, граѓаните се сложуваат,
со тоа што го зборуваат стендап комичарите, дури и ги охрабруваат, затоа што не секој има храброст да зборува за корупција во државава, што е и нормално, но стендап комичарите ја имаат таа можност и таа моќ да ни својот формат фактички зборуваат, а да при тоа не бидат притиснати од центрите на моќ и оние кои што се директно засегнати од корупцијата. Но додава Ромевски, додека комедијата има моќ да се бори против корупцијата, не треба да се заборави кои се главните полуги против неа. Значи, тие можат да раскажат една приказна за некого или за некој случај, и едноставно таа приказна да разоткрие многу моменти од коруптивниот скандал или случај, а службите и односно сите оние кои што се должни во државата да го процесуираат, треба тоа да го направат не поради комичарите, туку поради граѓаните и поради здравието на општеството. Фала ви уште еднаш, многу се гледаме. Настанот на школка во Скопскиот градски парк е дел од поголем проект наречен Граѓаните против корупцијата, поддржан од УСАИД. Предходно во рамките на истата иницијатива имаше различни информативно-едукативни активности низ повеќе градови, вклучително и со младите од повеќе средни училишта. Една од целите е со последиците од корупцијата да бидат сензибилизирани што повеќе граѓани, за ако некогаш бидат доведени во ситуација да им се бара или да дадат мито, да размислат дали е добро така да постапат и да знаат каде да пријават.